Може би не знаете за Нееман, затоа што тој е лик од Стариот Завет, а некако по правило ние како христијани помалку читаме од Стариот Завет. Ние некако сакаме да читаме за Исус, за апостолите, Новиот Завет ни е повеќе познат, ама Стариот Завет послабо го знаеме. Па затоа еве, може би не е на одмет да нешто слушнеме повеќе од Стариот Завет и овој пат за Нееман. Инаку за Нееман пишува во втора книга Цареви, 5 глава, и ние некаде ќе го искористиме текстот од 1 до 14, но нема да го читам сега целиот текст, туку ќе го читаме додека проповедам дел по дел. Инаку, она што за Нееман можеме да го научиме, што го пишува и на самиот почеток, ќе го погледнеме во втора книга Царства, 5 глава, 2 и 3 стих, пише уште на самиот почеток, еви први стих ќе го прочитаме, вели: Нееман, војсководецот на арамејскиот цар, беше голем човек пред господарот свој и почитуван, зашто преку него Господ им беше дал победа на арамејците. И тој човек кој беше одличен војник беше лепрозен. Еве, ова е накратко описот за Нееман. Овде реченицата ни е поделена всушност на две, имаме точка, па имаме потоа едно објаснување за него. Но во оригиналот, баш прочитав забелешка, целото е една реченица. Како да писателот сака да нагласи кои се позитивните работи за Нееман, но на крајот завршува со изјавата: ама овој човек беше лепрозен. Ние читаме најнапред за Нееман позитивни работи. Нееман беше војсководец, беше командант на војската на арамејскиот цар. Исто така пишува дека беше почитуван, беше голем човек пред господарот свој, пред царот. Значи, овој човек веројатно успеал да освои доста победи. На карактер можеме да кажеме, веројатно имал карактер кој што држал интегритет. И подоцна ќе прочитаме дека Нееман исто така беше и богат човек. Во текот на проповедта ќе прочитаме и други текстови и ќе видиме дека имаше огромно богатство. А сепак на крајот завршува реченицата со: ама беше лепрозен. Имаше еден проблем. Дури неговото име Нееман во превод значи прифатен, пријатен или мил, човек кој што е мил, кој што е прифатен од луѓето. Ние не знаеме дали Нееман го добил ово име заради својот карактер или е случајност, но еве, дури да беше таков човек, дури името да го одразуваше неговиот карактер. Знаете, понекогаш има такви луѓе кои што на сите им се мили. Ние уживаме во нивното друштво. Викаме: абе, пријатен човек, душот човек, одличен карактер. Изгледа како добар човек, тој човек би го пуштил така у небото, без да мора и да верува во Исус. Но сепак, Библијата нагласува дека и ваков еден човек, за жал, има проблем. Проблемот кај Нееман, вели, ама беше лепрозен. И сега, овде стануваше збор за физичка болест, за лепра, која што во тоа време беше честа појава, и не знам колку сте запознаени, лепрата најчесто ја зафаќаше кожата, правеше да кожата се распаѓа и ткивото на телото. И лепрата беше таква да на почеток можеби е неприметлива, можете да ја скриете под облеката, но таа подоцна се шири на рацете, на лицето, на целото тело и не можеш да ја скриеш. Дури еден друг проблем со лепрата беше што поради тоа што ткивото се распаѓа, човекот кој што има лепра почнува да испушта непријатна миризба. Во негово присуство таа миризба, ареа, се осеќала. И ова беше проблемот и на Нееман. Овој човек, гледате, почитуван, војсководец, на висока позиција, богат човек, можеби со прекрасен карактер, но имаше лепра. Ама беше лепрозен. Тоа е заклучокот. Случајно или не, во Библијата лепрата често пати е символ на гревот. Ќе забележите дека
кога станува збор за гревот, тој исто така е наречен духовна лепра. Затоа што има слични карактеристики на лепрата. Знаете како и со лепрата и гревот ние многу пати се обидуваме да го скриеме и можеби на почеток тој не е видлив и вршиш некаков таен грев и си велиш никој не знае, но подоцна тој излегува на површина. И проблемот со гревот е колку и да го криете, колку и да не сакате да зборувате за него, луѓето кога се во присуство на човекот кој што живее во грев, тој мириса. Гревот мириса. Гревот не физички, но гревот всушност дава последици од кои што луѓето сакаат да се тргат настрана. Замислете човек кој што се обидува да го скрие пиењето, алкохолот, или кој што се обидува да го скрие коцкањето, тој може да оди тајно да се коцка, да влезе и никој да не го види, ќе се врти лево-десно и ќе влезе во коцкарницата или во касиното, но последиците не може да ги скрие. Последиците се видливи. Сите гледаат дека тој човек, иако има убава работа, убава плата, овие луѓе мизеруваат. Има некаков проблем, нешто не е во ред, оди на секаде и бара пари, влегол во долгови, за кратко време излегува на површина тоа што тој сака да го скрие. Проблемот е кога човек живее во грев е што гревот излегува на површина. Исто како и со Нееман, колку и може би да си човек кој што се обидуваш да бидеш со добар карактер, да бидеш пријатен меѓу луѓето, може би си на позиција високо почитуван како Нееман, сепак кај сите луѓе има еден недостаток, исто како кај Нееман. Духовната лепра, гревот. И тоа е проблемот со секој еден од нас. Слично беше и во Новиот Завет кога Исус се сретна со еден човек по име Захеј. Захеј пишува за него дека беше собирач на данок, даночник, имаше многу пари, беше на позиција, ама нешто му фалеше. Тој знаеше дека не е спасен. Тој знаеше дека неговиот живот не е како што треба, не е исправен пред Бог. И тој сакаше да се, поради тоа нешто, се сретне со Исус и ја имаше таа потреба. И читаме понатаму за Нееман, неговиот проблем беше јасно нагласен овде, но читаме во 2 стих, вели, еднаш арамејците излегоа во чети и запленија од израелската земја едно мало девојче. И тоа и служеше на Амоновата жена. И таа и рече на господарката своја: о, да отидеше мојот господар кај пророкот кој е во Самарија, тој ќе ја симнеше од него лепрата. Ова е интересен момент, не знам зошто е запишан во Библијата, но често пати знам да кажам јас дека ако нешто е запишано во Библијата, тоа не е случајно. И овде би сакал барем на кратко да се фокусираме и на ова девојче за кое што пишува. Гледате, нагласено е дека ова девојка беше заробена од арамејците. И таа беше донесена како робинка во домот на Нееман и да служи. Но ова девојка беше израелка, беше еврејка. Таа би требало да е девојка која што го познава Бога, беше од Божиот народ. И сега, сепак, оваа девојка поробена служеше како слугинка во домот на Нееман. Мислам дека овде Бог решил да ни каже нешто за оваа девојка, за да ни го опише контрастот, разликата помеѓу карактерот на оваа девојка и на Нееман. Погледнете го карактерот на оваа девојка. Личност која што го познава Бога, киднапирана или поробена, однесена кај непријателскиот народ и таму треба да служи во домот на непријателот. Кажете ми, ако се случи со вас такво нешто, како христијанин или христијанка, какви би биле вашите чувства спрема Бог? Замислете си, одите денеска на улица, излевате од црква и велите: фала ти Господе, ти ме благословуваш, ти си многу добар спрема мене, и баш кога нели си толку исполнета со радост, си идеш од црква и си знаеш дека ти си му верна на Бога, си одиш редовно во Божиот дом, застанав некоја комбе, излегуваат луѓе во маски, те грабаат, те стават во комбето и те носат во некоја непозната земја.
те вадат од комбето некаде во Сирија, во Пакистан, не знам каде таму, и таму како робинка те продават и таму треба да служиш. Какво било твоето срце спрема Бог? Дали би се огорчило на Бог и ќе кажеше: Господе, зошто ова мене ми се случи сега? Зошто ми го дозволи? Па ти знаеш, јас од црква се идев, јас верувам во тебе, јас ти вернав, ти бев на тебе, ти служев. Ова се случи со ова девојка. И ова девојка, поробена, однесена во домот на непријател, таа служи таму и погледнете го ставот на ова девојка, таа не е огорчена на Бог. Таа и понатаму искажува добрина. Таа ниту е огорчена на Бог, ниту покажува некаква омрза или горчина спрема непријателот. Ова девојка успеала да си го зачува срцето чисто. Таа и понатаму решава да биде верна на Бог. И погледнете, не само што не е огорчена, таа решава да му даде совет на незиниот Господар, кој што всушност е нејзин непријател. Домот во кој што служи, таа е насила однесена, поробена, и таа му дава совет, гледа дека Нееман е човек лепрозан и вели: има во мојата земја има еден пророк кој што го познава живиот Бог. Тој може да ти помогне. Ако би ти знаела за него, ако би отишла таму, ти би бил исцелен. Ние би си рекли: абе, нека умре, бе, не му кажувам. Јас него сега ќе му давам совет. Но оваа девојка реши да му искаже добрина. Таа реши и таму да сведочи за својот Бог. Реши и таму да кажува за Господа. За мене ова девојка е пример како ние како христијани треба да се однесуваме. Знаете, понекогаш ќе се случи во нашиот живот да доживееме работи кои што не ги очекуваме. Особено како христијани, ние очекуваме се да ни врви добро. Но кога ќе се случат работи во нашиот живот кои што не ни се мили, кои ќе се случат во нашиот живот неволи, болести, сиромаштија, некаков напад, било што не очекуваме да го доживееме, ние треба да останеме да му веруваме на Бог. И покрај тоа што можеби не ја разбираме ситуацијата, и треба да останеме да видиме позитивно сведоштво за луѓето кои што не гледат. Нееман е сосема спротивен пример од неа. Ќе видиме подоцна, но Нееман е пример на верник или на човек кој што очекува од Бог да му даде инстант одговор и решение кога тој ќе побара нешто од него. И овде јас гледам два типа на христијани или два типа на луѓе. Едниот тип на христијани или на верници велат: Господи, јас ќе ти бидам верен без разлика на се. Во каква и да е ситуација, јас тебе ќе те славам и за тебе ќе зборувам. Па и да ме киднапират и да ме однесат во Сирија, јас и таму за тебе ќе зборувам. Другиот вид на верници се: Господе, јас пошто сум ти верник на тебе, сакам да ми дадеш се што сакам и тоа сега. Сакам да ми одговориш на молитвата и тоа сега. Ако не, чао. Ќе погледнеме дека Нееман беше на почеток таков вид на човек. И кога Нееман не можеше да се справи со проблемот, тој најнапред се обиде како сите луѓе да бара човечки решенија. Ајде да видиме кое беше првото решение или начин на кој што Нееман сакаше да се справи со проблемот. Врски и позиција. Така е насловот. Првото нешто кое што ние се обидуваме да го направиме кога имаме некаков проблем е да ги употребиме сите наши врски и нашата позиција. Слушнете што пишува за Нееман. Кога девојката му препорача да отиде во Самарија, дека там има пророк кој што може да е симне од него лепрата, вели тогаш Нееман отиде и му го кажа тоа на господарот свој велејки: така и така вели девојчето што е до израелската земја. Арамејскиот цар му рече на Нееман: стани и оди, јас пак ќе испратам писмо до израелскиот цар. Тој отиде, земајки со себе 10 кикари сребро, 6000 шекели злато и 10 промени облек. Еве што направи прво нешто. Нееман, пошто беше војсководец на арамејскиот цар, тој имаше блиски односи со царот. И сега си рече: како јас ќе одам во Самарија? Протоколот беше царот треба да му напише писмо на царот кој што е во Самарија. И тој рече: па добро да, јас сум на позиција, имам врски, ќе идам кај царот
ќе разговарам со него, ќе завршиме работата. Прво нешто што тој се обиде е да ги искористи врските, бидејќи тој имаше врски. И тоа на нас македонците не ни е непозната работа. Ние македонците во нашата земја се решаваме со врски. Кога нешто ќе се разболеш, нели право прашуваме, знаеш ли некој таму, некој доктор во болницата треба да ода? Ако треба да се запишеш на факултет, право викаме, не се кирај, таму имаме врски, имаме наша професорка, сега ќе се јавам. Ако треба некаде да најдеш работа, викаш, у таа фирма, чичко ми е таму, директор е на мојот внук, на братот, на жена му, братучедот. Тој е директор, ќе средиме работата. И одма ќе најдеме некакви врски како да стигнеме и да го решиме проблемот. Ако не запре полицаец, нели, ние право викаме, имаш некој да скинеме тоа, ако може, казната. Ние работиме во Македонија со врски и тоа не ни е непознато. И понекогаш ние така размислуваме дури и за Бог. И затоа проблемот е што често пати во нашата христијанска вера имат навлезено такви верувања. Дека ние ако не можеме со Бог да ја средиме работата, ќе ја средиме преку некој светец, ќе фатиме врски, па ќе однесеме нешто, нели на тој светец нешто, па ќе се помолиме, па тој нешто ќе се застапува за нас и ќе ја решиме работата, ќе го решиме проблемот. Но читаме дека на Нееман ова не му помогна. Ако читаме во 7 стих, вели, израелскиот цар, откако го прочита писмото, ја раскина облеката своја и рече, зар сум јас Бог да умртвам и да оживувам? Зошто тој испрати кај мене да ја симнам од овој човек лепрата негова? Израелскиот цар се изнервира кога го прочита писмото, бидејќи во писмото пишуваше, ти праќам човек, ти го праќам мојот војсководец да го излечиш. И тој си рече, што можам јас да направам? Што можам јас да му помогнам? И гледаме овде дека врските многу не помогнаа. Израелскиот цар не можеше да направи ништо. Но имаше и друго нешто кое што се обиде да го направи Нееман. Второ нешто на кое што тој се обиде да се подпре беа парите и богатството. Прочитавме пред малку дека Нееман, кога се спремаше да отиде кај израелскиот цар, пишува дека тој зеде со себе 10 кикари сребро, 6000 шекели злато и 10 промени облека. Преведено денеска во наша вредност, некој пресметал дека среброто изнесува околу 340 килограми сребро и заедно со златото некој пресметал дека во денешна вредност сумата што тој ја зеде со себе беше околу 3,5 милиони долари. Може да замислите. 3,5 милиони долари овој човек беше зел со себе. И предпоставам дека тоа не беше целото негово богатство. Тој беше зел нешто од богатството, може би голем дел, и беше решен, и ова сум спремен да го дадам, само да ми се реши проблемот. Само да се ослободам од лепрата. И денеска многу луѓе, па дури и верници, размислуваат на сличен начин. Тие сметаат дека можат да дојдат кај Бог и да го решат проблемот со нивните пари. Па дури често пати ние мислиме дека можеме да го купиме Бог и по прашање на нашите гревови. За жал, ова не е нешто кое што се случува, да кажеме, ретко. Ќе ви кажам дека луѓе одат дури во Ерусалим, и сум сретнал луѓе кои што биле таму во Ерусалим, во Израел, и се враќаат назад и ми покажуваат, вика, види, од там си купив парче од крстот на Исус, за да ми носи среќа. Една жена која што е посетив исто така во Неготино, таа си купила шишенце во кое што било наполнето со песок од Израел. И замислете, тој песок би требало да е светата земја. Света земја, вели, јас ја имам дома, за да ми носи среќа. Но можете ли вие да го купите Божиот благослов? Имаме, во Тимјаник имаме ситуација каде што пред некаде година-две купија наводно чудотворна икона, порачана специјално од Светата Гора, копија на оригиналната икона,
на Богородица брзо послушница, така мислам дека ја викаат. 40.000 евра била платена изработката на иконата, да се направи и да се донесе. И сега, вероятно, населението верува дека затоа што ја имат иконата кај нив, дека со тоа нешто тие го платиле Божиото присуство и сега Бог е должен да ги благословува и да ја благословува, да го благословува тоа население или таа населба. Но дури и да имаш и 40.000 евра, да имаш и 80.000 и 3,5 милиони долари како што имаше Нееман, дали можеме ние да го купиме Божиот благослов? Имаме пример во Новиот Завет каде што еден магесник по име Симеон, кога тој виде како апостолите со полагање раци прават да луѓето се исцелуваат, да зборуваат во други јазици, тој дојде кај нив и им понуди пари и рече: еве ви пари, дајте ми го и на мене тој дар и јас да го имам. И јас да го имам Свети Дух и да можам да правам такви чуда. Знаете што му рече Петар? Среброто и златото нека загине заедно со тебе, затоа што мислеше дека Божиот дар може да се купи со пари. И погрешно е ако ние веруваме дека било каков наш благослов, па дури и спасението можеме со пари да го купиме. Погрешно ако јас мислам дека можам да отидам во црква и да кажам: еве 50.000 евра, дај ми документ дека сум спасен, не знам. Или еве толку и толку пари да ми се простат гревовите. За жал, порано дури тоа го правела и католичката црква. Има познато низ историјата еден документ кој што се нарекува индулгенција, каде што католичката црква ги убедувала луѓето дека ако си платат доволно пари, ќе им издадат одреден документ во кој што пишува дека гревовите им се простени. Дури и за нивните роднини, да, и за оние кои што веќе починале, може да си го купете и нивното спасение. Се додека Мартин Лутер еднаш, читајќи во Библијата, не најдол на еден стих и бил просветен каде што пишува: праведникот ќе се спаси преку вера или ќе живее преку вера. И Бог му ги отвори очите да разбере дека ни една пара, ни едно богатство не може да го купи спасението. Не можеш со пари да го купиш Божиот благослов. Има еден виц, една шега, каде што некој домакин си направил куќа и го повикал свештеникот да му ја освети куќата. И кога стигнал свештеникот, го прашува: колку пари треба да платам за да ми опееш, да ми ја осветиш куќата, да го дадеш благословот. И тој му рекол: 50 евра. И онака домакинот се стресло, рекол: аман бе, 50 евра, некако многу ми стое, нели може малку за поевтино? И свештеникот му рекол: абе, може, ама нема да е тај квалитет. Ова е шега, се разбира, но Нееман исто така бил во заблуда кога сметал дека со парите може да дојде па дури и кај тој пророк и да може да го купи својот проблем, своето спасение. И читаме понатаму дека кога Елисеј, Божиот пророк, разбра дека тој дошол кај израелскиот цар, тој му кажа: нека дојде кај мене и ќе познае дека има пророк во Израел. И читаме во 9 стих: и дојде Нееман со коњите своји и со колите своји и застана пред влезот на Елисеевиот дом. А тогаш Елисеј го испрати кај него слугата свој да му каже: оди, искапи се 7 пати во Јордан и телото твое ќе се обнови и ќе бидеш чист. Овде имаме сега еден пресврт на ситуацијата. Читаме најнапред дека Нееман дојде кај Елисеј. И гледаме Нееман како дојде кај Елисеј. Тој дојде со својата кочија, дојде со своите коњи, со војската свој, застана пред влезот на Елисевиот дом. И тој сега си велеше: сигурно ќе познае дека јас сум некој нешто, тука сум со војска, тука сум со кочија, облечен како војсководец. И Нееман очекуваше некакви почести. Но слушнете, не знам дали забележавте, вели, пишува дека дури Елисеј самиот не излезе, туку го испрати слугата свој. Замислете кое е понижување. Ти очекуваш сега: јас сум не било кој тука, јас сум испратен од самиот цар со писмо, па пророкот, ако ништо друго треба, тој лично да излезе да ме поздрави. Наместо тоа, тој го испрати својот слуга да му порача
оди искапи се 7 пати во Јордан и ќе бидеш чист. На ова нешто Нееман беше огорчен. И вели, тој одговори вака, се разгневи Нееман и си тргна велејки, ете јас мислев дека тој ќе излезе, ќе застане и ќе го повика името на Господа својот Бог, ќе ја стави раката своја на местото и ќе ја симне лепрата. Та зарем дамаските реки Авана и Парпар не се подобри од сите израелски води? Не можев ли да се искапам во нив и да се исчистам? Па се сврте и си отиде налутен. Затоа велам дека Нееман е пример на оние верници кои што, или луѓе кои што очекуваат, јас кога ќе дојдам кај Бог, сега Бог треба да ми одговори веднаш молитвата. Тие очекуваат некаков спектакл, очекуваат некакво чудо. Може би и ти си бил еден од нив кој што кога си имал проблем и доаѓаш кај Бог и викаш сега ќе отидам во црквата и сега тука ќе дојдам, ќе се помолам или ќе се помолат за мене и готово ќе се реши проблемот. Понекогаш кога доаѓаме кај Бог очекуваме некаква формула, инстант решение. Сега Бог ќе го реши проблемот. Што се случува кога нема да го добиеме тоа? Што се случува кај овие луѓе кои што сметат дека тие се толку важни што Бог мора веднаш да им одговори, мора да им одговори со некакво чудо во моментот? Што се случува кога тие нема да го добијат одговорот? Знаете што се случува? Се налутуваат и велат, јас веќе на црква не одам. Јас бев таму, се молев и ништо не осетив, никаков одговор не добив, еве се помолив, еве се молеа за мене таму и старешините и пасторот и ништо. Каде е Бог? Не одам веќе на црква, не верувам во Бог, ќе си одам. Нееман е пример на ваквите луѓе кои што очекуваат Господ да им одговори веднаш. И затоа тие се лутат и веќе не сакат ништо со Бог да имат. Расчистуваат со Бог, му вртат грб и сметат дека тие можат со Бог инаед да водат. Но што му всушност кажа пророкот Елисеј? Тој не му понуди нешто тешко. Тој му кажа само, и тоа подоцна и слугите му го кажа на Нееман, отиди и искапи се 7 пати во Јордан и ќе бидеш чист. Проблемот беше, она што не можеше да го свари Нееман е затоа што Јордан не беше некаква посебна река. Денеска на нас Јордан ни е позната затоа што во Јордан се крстил Исус, денеска ја сметаат за света река, нешто посебно. И дури луѓе одат денеска специјално да се крстат во Јордан, затоа што сметат дека ако таму се крстат, нивното крштевање има некаква посебна моќ, важност, не знам што. И ја прават истата грешка што ја правеше и Нееман. Нееман сметаше дека моќта е во реката и тој рече, ако оваа река исцелува, што е нешто посебно, не е ниту посебно чиста, имаме и подобри и поубави реки кај нас. Но не беше поентата во реката. Реката немаше моќ. Таа немаше моќ ни тогаш, а ни сега. И верувај, твоето крштевање, а дури да отидеш и во Јордан да го направиш, нема нешто да е по-јако или по-силно од тоа ако се крстиш во Вардар или ако се крстиш во базен. Бејќи не решаваше реката, туку стануваше збор за неговата одлука и за неговата посветеност. Елисеј му кажа да се потопи 7 пати. Зошто баш 7? Што имаше нешто посебно во бројот 7? Дали тоа значеше дека треба, ако го можеби символично прифатиме ова нешто за денеска, дали тоа значи дека треба ние 7 пати да се крштеваме, кога ќе се крстиме? Некои луѓе можеби треба, еднаш некако не им е доволно. Со едно крштевање гледаш си остануваат непроменети, можеби треба одново пак да ги бучнеме. Или ако ништо друго, некои луѓе јас би ги задржал малку подолго во водата, барем додека не се покајат. Ама не верувам дека се мисли на тоа нешто, дека треба 7 пати да се крстиме за да дојде до некаква промена. Но сепак бројот 7 има важно значење во Библијата. Не случајно ќе видите и дека кога Јошуа требаше да го освојува Ерихон, Бог му кажа дека треба 7 дена поред да кружат околу градот, околу зидините. И последниот ден требаше да кружат 7 пати.
Бројот 7 беше постојано нагласен. Се сеќавате кога Петар разговараше со Исус за простувањето и рече: добро Господи, колку пати треба да простам на братот мој кога ќе сгреши? Кој број го покрена? Кој број го? Бројот 7 го спомна Петар. Петар рече: до колку пати да простам? До 7 пати ли? Исус рече: не до 7, току 70 пати по 7. Треба да си спремен да простиш. Знаете ли зашто бројот 7 им беше некако познат на евреите? Затоа што тие знаеа дека бројот 7 символизира целосност, подразбира комплетност, совршенство. Кога ќе кажеш 7, тоа значи дека нешто е комплетно, целосно, до крај исполнето. И во овој контекст, кога Елисе му кажа на Нееман 7 пати да се потопи во реката Јордан, тоа подразбираше целосна посветеност и вера. Замислете ако Елисеј отидеше и се потопеше само 2 пати. Ќе беше ли исцелен? Ако се потопеше 3 пати? Не. Барањето беше, заповедта беше, треба да се потопиш 7 пати. Ако се потопеше било што помалку од 7, јас верувам дека немаше да биде исцелен. Всушност, Библијата не ни кажува на онака како што јас го замислувам потопувањето на Елисеј, јас си го замислувам визуелно во главата како Елисеј оди во водата, се капи, излегува од водата и веројатно Елисеј се гледаше да види дали има некаква промена. И гледаше, лепрата е уште тука. И пак е влегол по втор пат во водата. И јас верувам дека не се случуваше лепрата малку по малку на секое влегување да излезе, него лепрата на секое влегување остануваше. Јас барем тоа го верувам. Јас верувам дека дури 7-миот пат кога влезе Елисеј, кога излезе, последниот пат таа исчезна. Сите преостанати пати таа беше се уште тука. И како би размислувале вие да бевте на негово место кога и после 4-тиот, и после 5-тиот, и после 6-тиот пат ки излезевте и лепрата се уште беше тука? Многумина веројатно ќе си речешме: па гледај колку пати влегов и нема никаква промена. Сумњата ќе дојдеше, сомнежот ќе си речешме: абе нема фајда од ова, џабе е. Но верата подразбираше да одиш до крај. Верата подразбира да одиш до крај, не да стигнеш само до пола и да се откажеш. Затоа Елисе му кажа 7 пати. И овде се очекуваше од Нееман една таква вера, која што ќе беше потполна, целосна, вера до крај. Не да верувам само до пола и на пола пат да се откажам. Ќе пробам 3-4 пати, ако не бива, си одам. Ќе пробам да верувам во Бог, ако не ми помогне, ќе одам 2-3 пати на црква, ако не ми помогне, си одам. Еве, пробав, одам. Ама не бива и си одам дома. Затоа, за мене, примерот овде со Нееман не е само пример за тоа дека спасителната вера е вера која што е целосно предавање на Господ, него и нашето чекорење со Бог е една таква вера. Кога ти си одлучил да живееш со Исус Христос, твојата вера не е само ќе чекорам со Исус, ќе пробам до некаде и ако не оди ќе се откажам. Господ очекува да твојата вера биде целосно предавање и да кажеш: ќе му бидам верен до крај и ќе му верувам целосно, без разлика на се. Имаме примери во Библијата каде што дури и Божите луѓе кои што беа повикани паднаа на овој тест и не издржаа. Еве, например, за Аврам. Бог му даде ветување дека преку неговата жена Сара тој ќе има син, ќе има наследник. И Аврам чекаше. Аврам направи, кога беше ветувањето, имаше 60 години, направи 70 години, 80 години. И што ќе си помислите на 80 години? Си викате: абе, јас сум веќе стар, како јас ќе имам син? А Бог еве уште не ми дава син. И Аврам не издржа во чекањето да му верува на Бог. И тој си рече: дај подобро ја да направам нешто, бидејќи мојата жена Сара не може да забремени, додека уште можам како маж да имам дете. И тој одлучи да има син со неговата слугинка. Всушност тоа Сара му го предложи, рече: еве ти ја слугинката, легни со неа и роди ми син. И тие всушност паднаа на тестот.
Затоа што требаше да чекат на Божјото ветување, но не можеа да чекаат. Читаме исто за крал Саул, кој што во тоа време пророкот Самуел му кажа чекај додека да дојдам за да принесе жртва пред Господа. Но тој не можеше да чека, не веруваше дека Самуел ќе дојде на време и тој самиот реши да принесе жртва. И затоа подоцна Самуел му кажа Бог ќе го одземе царството од тебе и ќе го даде на друг, бидејќи тој не знаеше или не можеше да чека на Божјото ветување. Затоа е важно да бидеме луѓе кои што ќе научиме целосно да му веруваме на Нееман. Нееман, рековме, е пример за човек во неговата символика со лепрата, за секој еден човек кој што живее во грев. И кога доаѓаме кај Бог, ние се обидуваме понекогаш да го решиме проблемот со пари, со врски, но ниту едното, ниту другото не помага. И решението што Бог ни го нуди е, треба целосно да се предадеш на мене. 7 пати да се потопиш. Но не физички, него подразбира целосна предаденост, целосна доверба во Бог. И тој сака да во таа целосна доверба да изодиме до крај. Не само да кажем па ќе се обидам, ако не бива, јас си одам дома. Затоа овде од Нееман се бараше 7 пати да се потопи. И замислете го шокот и радоста на Нееман кога 7-иот пат излезе и кога тој виде дека е исцелен, кога лепрата е нема. Пишува, ако читаме во стих 14, вели, влезе, се изми 7 пати во Јордан според зборот Божи на Божиот човек и телото му стана пак како кај мало дете. Преведено на наше тоа би било, кожата му стана како бебешка кожа. Замислете, од една кожа целата испукана со лепра, кожа полна со рани, излегувате од водата и кожата повторно е како на бебе, мазна, убава, чиста. Можам да си го замислам шокот, изненадувањето на Нееман, на радоста што се случи. Но ова не може да се случи ако Нееман не му веруваше на Божиот збор до крај. Ова не може да се случи ако Нееман не беше спремен да изоди до крај. Ако тој на пола се откажеше, ако тој на третото, на четвртото влегување решеше нема промена, зошто јас да се држам до Божиот збор? Зошто да му верувам на Божиот пророк? Ние имаме ветувања кои што се уште не сме ги виделе, но ние одлучуваме да му веруваме на нашиот Бог и да му бидеме верни до крај. Имаме ветувања за вечен живот. Имаме ветувања за небесното царство. Пишува дека блажени се оние кои што го следат Бога, блажени се оние кои што се жедни за правда, блажени се оние кои што го бараат лицето Божјо, оние кои што се прогонети, бидејќи Исус вели, кој е ветувањето? Бидејќи нивно е царството небеско. И ние се држиме до тоа ветување, ние му веруваме на Бог во тоа, иако се уште не сме го виделе. И ние сме во тој случај како Нееман, кој што решаваме, ако треба уште еднаш ќе се потопам, ако треба уште еден чекор ќе те следам, Господе, ќе го изодам патот до крај, затоа што знам дека на крајот ме чека ветувањето, на крајот ме чека оно што ти си го ветил за мене. И тоа е верата. Верата е да чекорам, да ги правам следните чекори, да му верувам на Господ, дури ако некои работи се уште не сум ги видел. Неема решаваше да направи уште еден чекор, уште едно капење, иако немаше промени. Затоа што тој веруваше дека ако стигне до 7-то капење, ветувањето ќе се исполни. Тој му веруваше целосно на Бог. Имаше еден филм што го гледав пред некој ден, со Даниела го гледавме. Има еден филм, се вика Синото чудо, на англиски е Blue Miracle. Филмот е снимен според вистинит настан. Интересен филм е, зборува за едно сиропиталиште во Америка во град кој што е на море. Заборавив точно, не се сеќавам кој град беше, но беше христијанско сиропиталиште и управникот исто беше христијанин. Проблемот беше што беа во големи долгови и требаше да го затворат сиропиталиштето, бидејќи немаа пари повеќе да плаќаат, да ги покриват долговите.
и некаде околу 50 деца што беа сместени таму ќе останеа на улица, немаше каде да живеат. И тие дојдоа до една идеја, видоа случајно дека има оглас, дека се подготвува турнир во градот, надпревар за ловење риби. Оној што ќе улови најголемата риба, ќе освои голема парична награда. Наградата беше негде околу $100,000, не знам, голема финансиска сума. Ова сума ќе им ги покриеше сите долгови и ќе има и занатаму да проложат. И тие решија да се пријават на овој турнир, иако немаа поима од ловење риби. Дури немаа ни брод, ништо, и изнајмија еден стар рибар со неговото бродче и се пријавија на турнирот и решија да учествуваат. Турнирот траеше 3 дена. Првиот ден излегуваат со бродчето на отворено море, такви беа правилата и таму требаше да ловеш од одредено време. Цел ден со трската, цел ден со рибарското стапче, ништо не уловија. Може да замислите, исто како Нееман, влегуваш, се капиш првиот пат, излегуваш, нема ништо. Вториот ден, исто така со бродчето, слушат веќе дека другите уловиле некакви риби, овој брод, таа екипа уловиле риба, не знам, била 50 кила тешка, овие уловиле 30 кила. Ова екипа ништо. Вториот ден одат, цел ден со стапчето таму, чекат, ловат, ништо. Ништо не уловија, ништо не фатија. Доаѓа последниот ден, третиот ден. Овој стариот рибар, кој што им го изнами бродчето, тој им даде еден непримерен предлог. Рече, знаете што? Знам дека парите толку многу ви требаат. И без тие пари, вие ќе мора да го затворите сиропиталиштето. Јас имам еден предлог за вас. Ќе отидеме во соседниот град, ќе купиме риба, голема риба. Ќе ја замотаме рибата во платно, ќе ја скриеме под бродот, ќе ја врземе, со неја ќе отидеме на отворено море, без никој да знае, ќе ја извадиме рибата, ќе ја закачиме на стапчето и ќе пријавиме дека сме ја уловиле. И проблемот е решен и ќе ја освоиме наградата. Изгледаше многу едноставно, не мора дури ни да ловиш, само ќе си ја купиш. Како овде Нееман, со пари ќе го решиме проблемот. И го направија тоа нешто, набавија риба, ја сокрија во бродчето, отидоа на отворено море и кога требаше да ја прикачат на конецот, управникот на сиропиталиштето, кој што беше христијанин, реши да не го направи тоа нешто. Не му дозволуваше совест. Тој знаеше дека не е правилно. Тој одлучи да му верува на Бог до крај и рече, не можам јас да го направам ова. И ја пушти рибата и таа потона во водата. Овој стариот рибар се изнервира и рече, шо направи ти, гледат, ова ви беше единствена шанса. Тој рече, нема да го направиме тоа. И ја пушти рибата да потоне и рекоа, ако треба, ќе се вратиме назад, ама нема да го направиме на нечесен начин. И знаете што се случи? Веднаш штом ја пушти тој рибата, немаше ни минута време, конецот на трската, конецот на стапчето се затегна и почна нешто да влече. И тие сите свртија, се фати риба, почна да го влечат стапчето, да ја влечат рибата и успеа да уловат најголемата риба на турнирот и ја освоија наградата. Можете да замислите. Како Бог да сакаше да види дали тие се спремни и дали овој човек е спремен до крај да му верува или на пола пат ќе се откаже. За момент овој управник беше подготвен при самиот крај на надпреварот да употреби измама. За момент размислуваше дали да го послуша советот на овој стар рибар. Но тој реши да му остане верен на Бог, да му верува до крај. Ние ќе си речеме, а што ако не се фатеше риба? Или ќе си речеме, па што ја употребија купената риба? Важно ќе го спасија сиропиталиштето. Но тоа ќе беше на нечесен начин. Тој знаеше во срцето дека тоа не е начинот на кој што ќе му угодеше на Бог. Ако тие решија да го употребат ова нешто како измама, можеби ќе ги добија парите, можеби ќе успеја да ја земат сепак наградата со измама, но немаше да бидат сведоци на чудо. Филмот го носи насловот Blue Miracle, синото чудо. Тие беа сведочи на едно чудо, замислете, луѓе без никакво рибарско искуство, луѓе кои што немаше шанси да уловат толку голема риба во последниот ден, наеднаш Господ им даде
да ја добијат наградата, да уловат риба. Беа сведочи на чудо затоа што решија да му бидат верни на Бог до крај. Наградата можеби ќе ја добија со измама, но ќе го загубеа чистото срце. Овој човек ќе го загубеше чистото срце и интегритет пред Бог. И знаете што, токму такво нешто и се случи ако читаме понатаму. Знаете, Нееман го доби своето исцеление затоа што реши да му верува на Бог до крај. Но ако читаме понатаму, Елисе, пророкот Елисе имаше еден негов слуга по име Гиези. Гиези кога разбра колку многу пари, колку многу злато и сребро донел Нееман, а Нееман му го понуди тоа на пророкот Елисе, Елисе одби, тој рече не, јас не можам да земам ништо од тие пари, не те исцелив, јас Бог те исцели. Гиези слушна за тоа нешто и отиде тајно кај Нееман и рече, знаеш што, мојот господар сепак се предомисли, ме прати, ако може да дадеш нешто од тоа среброто. И тој му даде, пишува дека му даде некаде околу 2 килограми или така нешто, или 20 килограми, еден шекел, кој што е околу 20 килограми сребро, може да замислите, колку сепак тој доби од дел од тоа богатство. И кога се врати назад кај Елисе, Елисе го праша каде беше тој. Никаде не сум бил. Но Елисе беше пророк, му беше откриено, тој знаеше. И тој рече, ти отиде и зеде од среброто, од она што не требаше да земеш. И му кажа, затоа што го направи тоа нешто, сега вели, лепрата од Нееман, вели, сега ќе дојде кај тебе и кај твојот дом. И сега, Гиези кој што реши нечесно да го земе богатството, кој што реши да земе од оно што не му припаѓаше, со тоа нешто си ја навлече и лепрата. Затоа велам, понекогаш човек може да се обиди и да рече на нечесен начин, ќе дојдам до оно што сакам да го добијам, но на тој начин ќе си го навлечеме и проклетството. Можеа и овие луѓе кои што требаше да уловат риба, да употребат нечесен начин, но ќе го изгубија чистото срце и интегритетот. Нееман, сепак тој одлучи да му верува на Бог до крај и за сметка на тоа, тој беше очистен од лепрата. И ако се држиме до наративата дека лепрата е символ на духовната лепра, на гревот, ова не учи и нас како можеме да го добиеме спасението, дека тоа не можеме да го заработиме со пари, ниту со врски, ниту можеме да го купиме, единствено ако целосно му се довериме на нашиот Господ. Ако решиме и одлучиме да се потопиме 7 пати, тоест целосно, потполно да му веруваме за нашето спасение. И во овој контекст, знаете ли дека Нееман беше пофален за својата вера дури и од самиот Господ Исус? Ки си кажете, како па чекај, Нееман не живееше во времето на Исус. Не живееше, но сепак Исус зборува за Нееман. Ако читаме во Лука, 4 глава, 27 стих, таму ќе видите дека Исус зборува за тоа дека израелскиот народ, за жал, треба да покаже вера во некои работи, но не покажува. И дека понекогаш посилна вера покажуваат луѓето кои што не се израелци, покажале, отколку самите евреи кои што треба се Божи народ. И тој го зеде како пример Нееман. Слушнете што ни кажува Исус, вели, исто така имаше многу лепрозни во Израел во времето на пророкот Елисеј, но ниеден од нив не беше очистен, освен сиреецот Нееман. Читаме во Лука 4:27. Исус кога зборуваше на евреите рече, знаете ли дека вие се гордеете со тоа што се евреи, се гордеете дека сте Божи народ. Вие велите се ударите гради, ние сме избрани од Бога. Исус рече, па знаете ли дека во времето на пророк Илија, тој не отиде кај ниедна еврејска вдовица, туку отиде кај вдовицата во Сарепта, која што не беше еврејка. И со тоа покажа дека таму, помеѓу еврејските вдовици, не можеше да најде ни една верна жена, единствено најде верна жена што му веруваше на Бог во Сарепта. И го посочи и Нееман, тој рече, знаете ли дека во времето на пророкот Елисеј имаше многу лепрозни евреи, но ниеден од нив не беше исцелен.
беше исцелен единствено пророкот Нееман, затоа што тој покажа вера во Бог, а вие не. И овде Исус сакаше да ги научи евреите уште на една лекција. Што сакаше Исус да каже со ова нешто? Која му беше поентата? Тоа дека вистинската спасоносна вера не е врзана со нација, не е врзана со народ, ниту пак со одредена припадност. Тука дури и понекогаш и ние како македонци имаме таа заблуда. Ние мислиме затоа што јас сум македонец, јас сум дел од вистинската вера. Ние сме македонци бе, Господ е со нас. Бог мора да е со нас македонците. Но истото тоа го велат ако слушнете и србите. Истото тоа го велат и грците. Грците велат пак Господ е со нас, ние сме избраната нација. Евангелието, Библијата е напишана на грчки јазик. Мора Бог да е со нас, ние сме вистинската нација. И секој смета дека тој е избраната нација. Но Исус со ова нешто покажа дека не станува збор на која нација припаѓаш. Ти можеш да припаѓаш дури и на еврејската нација и сепак да не бидеш спасен. Бидејќи овде во овој случај беше важна верата на Нееман, а не беше важно дали тоа е израелец или не. Затоа и за тебе, ако ти му веруваш целосно на Господ Исус, тоа е она што е услов за твоето спасение и за благослов во твојот живот. Научи се како Нееман да му веруваш на Бог целосно. Научи се целосно да бидеш потопен во твојот однос со Бог. Тоа е пораката. Кога овде вели Ели се потопи се 7 пати, и пораката денеска кога јас ти порачувам потопи се 7 пати или потопи се целосно, тоа значи твојата вера треба да биде целосна. Целосно верувај му на Господ. Прашањето е каква е твојата вера со Бог? Каков е твојот однос со Бог? Дали таа е условена од некакви барања пред Него? Дали таа е површна или велиш ќе одам на црква само додека ми се одговори на моите барања? Ако Господ ми одговори на мојата молитва, супер. Ако не ми одговори, повеќе не одам на црква. Знаете, сите ние имаме во нашето срце имаме одредени, како да кажам, надежи или нешта кое што се очекуваме Бог да ни ги одговори и да ни ги реши. Нема човек без проблеми, нема човек без нешта во неговиот живот кои што треба да се исправат. И кај секој тоа е различно, кај некој тоа се можеби семени проблеми, кај друг се финансиски, кај некој здравствени, некој се соочуваме со некакви предизвици на работа и си велиме, леле Господе, само ова да ми го решиш, само ова да ми го отстраниш. Боже, ќе ти бидам многу благодарен. Но прашањето е, што ако и тоа не се оттргне? Апостол Павле на едно место, знаете, кога тој се молеше, тој беше дури апостол. Можете ли да си замислите, апостол, свикаме, ако е апостол, Господ мора да му одговори на секое барање. Не е тоа шала, апостол е упрашање. Но Павле вели, го молев 3 пати Господ да го отстрани трнот од мене. Павле имал некаков трн, не знаеме што е тоа, нешто што го измачувало. И знаете што му рекол Бог? Бог му рекол, доста ти е мојата благодат. И не му го тргнал трнот. И Павле вели, но знам зошто беше тоа. Бог го остави тој трн во мојот живот, вели, за да не се возгордеам. Бидејќи тој му служел на Бог со многу чуда. Бог правил преку него многу работи. Замислете преку вас Бог да воскреснува мртви. Да зборуваат во цел град. Преку пастор Горан мртов човек стана. И ќе си кажете, ова е сила Божја. Многу е лесно да се возгордееме ако Бог прави преку нас такви чуда. И Павле вели, затоа Бог ми даде трн. Нешто што ми измачуваше и го молев 3 пати и Бог рече, доста ти е мојата благодат. Нема да го тргнам. Нема да го отстранам тоа од тебе. И Павле одлучи и покрај тоа сепак да му биде верен на Бог и да му верува до крај. Затоа, она што Нееман не учи, е во нашиот однос со Бог да му веруваме целосно во нашиот живот, без разлика на се, без разлика ни што минуваш. Дали проблемот ќе продолжи во твојот живот или не, дали ќе бидеш излечен од болести или не. Што е со оние верници кои што се цел живот, например, во количка и до крајот на животот не остануваат исцелени. До крајот на животот остануваат во количка. Што би им кажале на нив? Ако Господ не те исцели, закачија верата на закачалка и оди си дома.
но тие остануваат да му веруваат на Бог до крај. Тие велат без разлика, Господе, дали ќе бидам исцелен или не. Јас верувам дека ти си мојот спасител и ќе ти верувам за се. Затоа моето прашање за тебе е, дали твојот однос со Бог и твојата вера кон Бог е таква? Да бидеш целосно потопен и да му веруваш. Дали си потопен 7 пати или само 3 или 4? Ако не, Бог те повикува, потопи се целосно. Целосно предај се на мене, целосно верувај ми во се, па дури и во твоите проблеми, дури и во твоите неодговорени молитви, дури и во твоите неразјаснети прашања, верувај ми целосно, дури ако не ти е јасно се, ако не разбираш се во моето следење, верувај ми целосно. Може би немаш одговори на секое прашање, не разбираш се што се случува. Верувај му целосно, потопи се во неговото присуство, потопи се во неговиот збор и верувај му. И Бог ќе се грижи за тебе. Амин. Можеме да станеме.